Понеодамнешното собрание на Сојузот на стопански комори во тема на денот разговараме за тоа што најмногу го мачи бизнисот. Цени, маржи, инфлација, минимална плата, диалог со владата и синдикатите. Ќе отвориме две теми кои стануваат клучни за конкурентноста, дигитализацијата на малите и средни фирми и зелената трансформација на бизнисот. Мој гостин, претседателот на Сојузот на стопански комори, Горан Гергиевски. Добро вечер, ви благодарам што сте во тема на денот. Благодарам на поканата. Одржавте собрание, имате сигурно и редовни, не само собраниски контакти со компаниите кои се дел од Сојузот. Што е заклучокот, што во моментов најмногу го мачи бизнисот? Па видите, ако издвоиме две клучни точки, тогаш би се задржал на пристапот до финансии, а исто проблемот со човечки ресурси што се случува во нашата држава, бидејќи нели силниот одлив продолжува, односно сега и летната сезона, пролетно-летната сезона почна, по многу луѓе заминаа надвор да работат во туристичките центри што се во блиските земји. Така да, тоа е проблем кој што се провејува, кој што се движи веќе години наназад. Имаме и квоти соодветни нели на работници кои што ќе се донесат од увоз, кои што ќе дојдат од далечните источни земји, кои се веќе тука практично. Мислам, односно чинам дека во градежништвото се добар дел, во туристичко-угостителскиот дел и на други места каде што претежно во трудоинтензивните гранки. Тоа е еден процес кој што се случува, наговестувавме минатите години дека ова ќе се случува, бидејќи нели единствен начин можеби е да имаме прелевање од државната администрација кон приватниот бизнис на вработени, меѓутоа тоа не се случува, така да ова е вториот дел кој што се случува. Едноставно бизнисот мора да продолжи да функционира, компаниите мора да продолжат да работат, бидејќи сето е врзано со тоа. Успева ли да се надомести тој недостаток преку увоз на работници и како се задоволни компаниите од тој процес? Видете, задоволни се компаниите реално од тој процес. Има дел од кои што не се задоволни, меѓутоа постои опција нели да тие вработени кои што ќе дојдат, ако дојдат од далечните земји, вие ги замените. Нели ќе дојдат некои, ќе се заминат, не им одговара, доаѓаат други. Битно е нели дека е тоа релевантно млада работна снага во полнек и дека се труди, трудоинтензивно настапува и фокусирана е кон работните задачи, така да гласот што го добивам од компаниите што се наши членки и пошироко е дека се релативно задоволни, работат и на дообука, преквалификација, доквалификација, така да во таа насока се движи тој сегмент во однос на човечките ресурси. Имаат ли капацитет компаниите да ги задржат македонските работници кои сега условно кажано заминуваат на печалба или едноставно е невозможно другите фактори кои што влијаат на тоа колку може да исплатат плати да ги задржат во земјава? Верувајте дека сопствениците на компаниите и стопанските комори, сето што доаѓа до нас како информација, тие до максимум се трудат да ги задржат добрите работници во нашата држава. Меѓутоа, ограничени се од тоа дека дадениот сегмент, односно дадените компании имаат соодветна профитабилност која што има некој максимум. Доаѓате до еден така наречен во економијата break-even point, каде што до тука вие можете да давате плати, односно на инпутот да ги зголемувате трошоците, потоа не можете. Доколку тоа се совпаѓа со интересот на потенцијалниот вработен, тогаш тој ќе остане. Доколку не се совпаѓа со неговиот потенцијален интерес или пак понуда која што доаѓа многу поголемо од странство, тогаш нормално ви се раскастуваат патиштата и нели секој си оди по својот пат. Овој проблемот со обезбедувањето на квалификувана работна сила за компаниите не води кон темата за платите. Веќе почнавме да ја дискутираме. Синдикатите веќе подолго време инсистираат на тоа да се зголеми минималната плата, да се подобри со тоа стандардот на работниците и очекувано и тие би останале и во Македонија и во компаниите во кои што работат. Кој е вашиот став од денешна перспектива? Може ли на тој начин можат ли компаниите да одговорат на таквото барање и да го издржат притисокот на платите? Вака да влезам во тоа прашање. Секоја почит до добриот македонски работник кој што го има. Меѓутоа во дадена ситуација, ајде сега да искоментираме малку подлабоко, нека излезат синдикатите со околу 50 до 100.000 вработени кои што се во државната администрација, каде што имаме релевантни извештаи од Европска унија и од Обединети нации. Толку луѓе практично ништо не работат во таа администрација. Имаме изјави од министерот за администрација кој што вели дека 100.000 луѓе не знаат што да прават самите со себе. Односно, носоп се наболедување и не работат ништо. Поентирам дека
можеби трошоците што ги има државата, односно парите што ги абсорбира од приватниот бизнис, се тие со кои што треба да се зголемат соодветни плати на тие што работат. Не може да, веќе како информација добро знаете дека компаниите соодветно во бруто платата се 40% оптоварени. Тоа е веќе на ниво на европските држави. Односно дека компаниите ревносно ги завршуваат своите давачки, а сепак имаат голем процент на како давачки оптоварување на платите што ги исплаќаат кон вработените. Така да не е проблемот тука. Јас посочив малку поширока слика да видиме зошто тоа се случува и зошто е практично тој недостаток на пари. Втор моментум е тука што претходно го зборевме, можеби една златна шанса да дел од овие вработени се прелеат и дојдат кон приватниот бизнис. Говорам и размислувањата на бизнисот се дека во овој момент е доста тешко да се зголемува плата, а без притоа тоа да не биде следствено со продуктивноста, со резултати, со мерит систем. Не може едноставно бизнисот да го носи тој товар повеќе. Разговарате ли со владата колку е жив тој трипартитен диалог кој треба да се води помеѓу вас, синдикатот и владата за овие прашања кои директно го засегаат стандардот на македонските Се разговара нели за овие прашања, коморите и не учествуваат нели во економско-социјалниот диалог, бидејќи не се таму членови, таму е организација на работодавачи. Меѓутоа, ние партиципираме на соодветен начин, се разговара, се пробува да се најде модус и решенија кои што ќе ги исполнат сите интереси на сите страни. Меѓутоа, мора да се оди по линијата на логика и разум. Не можете вие нели нешто да барате, сакате нешто да земете, а не го создавате тоа. Мислам, малку има судир на некои ставови кои што практично се доаѓаат и од комунистичко време. Нешто да се абсорбира, а при тоа да не се испорача никаков резултат, и тоа нема. На кој начин може државата да ја подобри состојбата, на кој начин може да му помогне на бизнисот, а преку тоа и на граѓаните? Може да се влијае во насока на тоа, нели, пристапот до финансии на бизнисот да се подобри, повторно да имаме нешто како поурнекот што беше на унгарскиот кредит, кој што добро дојде, нели, на добар дел од компаниите. Меѓутоа, јас тука на пиедестал би ги ставил микро, малите и средните компании. Сега ќе ви кажам неколку бројки кои што ги повторувам постојано со цел да поентирам дека тие се многу важни во нашата држава. 99,8% се мали и средни компании во нашата држава, 72,9% се работодавачи, 67% креираат бруто домашен производ. Во Европска унија само 50% се креира од овие компании бруто домашниот производ. Тоа е одлична бројка, односно тоа кажува дека се многу важни во нашето општество и дека треба да им се обрне многу внимание. Дел е пристапот до финансии што пред малку го коментиравме, другиот дел би бил нели грант шеми, друго би бил понатака нели ќе разговараме помош и поддршка во однос на различни типови субвенции за дигитализација, за зелена трансформација, бидејќи сега како што знаете има еден нов моментум, тоа е креирањето на јаглерод диоксид при производството на компании, означува дека оние што ќе извезуваат во Европска унија по соодветна формула ќе треба да платат давачка за да ги извезат своите производи. Ќе прашам малку подетално околу тоа, не е тема која многу често се зборува во медиумите. Притисокот од работникот кон работодавачот за поголема плата доаѓа поради притисокот на цените, односно инфлацијата која не сопира. Точно, но тоа е виша сила на некој начин. Така. Исто така кај работодавачот тоа се изразува во инпутните трошоци. И ние внесуваме инфлација преку поскапи суровини за да произведеме соодветен производ. Да, добро, виша сила не, но многу околности кои што влијаат на тоа, така е за да влијаат. Премиерот неодамно изјави дека одредени маркети ги зголемиле неосновано маржите за 2,5%, што според него е недозволиво. Како го читате ова? Дали има се уште сериозни злоупотреби кај трговците кои влијаат на неоснован раст на цените, а со тоа удар врз џебот на граѓаните, купувачите? Сојуз на стопански комори директно учествуваше во носењето на законот за нефер трговски практики. Ова е класичен екземплар каде што треба да се настапи по овој закон. Многу пати сум повторил дека ова е алатка која што овозможува да се види профитабилноста на производителот, да се види профитабилноста на трговецот, која цена доаѓа, профитабилноста на маркетите, односно која цена доаѓа финално до крајниот консумер, односно до потрошувачот.
Така да со помош на овој закон може да се види во тој ланец кој има профитабилност, како и соодветно државата квалитетно да реагира. Неосновано ли е што на удар са главно трговците? Зашто ние Јас како купувачи производот го добиваме не би таму? потенцирал дека, бидејќи немам информации, не би осудувал некого доколку немам докази. Немам докази, доколку премиерот има докази и го тврди тоа, тогаш тоа е соодветно релевантно, меѓутоа доколку сето е подкрепено врз основа на законите, законот за нефер трговски практики и другите закони. Неоснованиот раст на цените неминовно води кон тоа граѓаните да очекуваат владата да преземе нешто за да ги заштити. Не секогаш се перцепира како доволен законот за нефер трговски практики во оваа битка, затоа што гледаме дека цените и натаму растат. Дали сметате дека сега претпоставам како представники на компаниите ќе ми одговорите не, но како граѓанин објективно, дали е добро ограничувањето на маржите и на цените во одредени периоди во кои што треба да се заузда инфлацијата? Веднаш ќе ви одговорам. Со такви методи се служевме во минатото. Сериозни години, нели тоа се правеше. Да, и времено дава се ефект. покажа. Времено, да. А по прекинувањето на тоа време цените експлодира во небески височини, да речем. Значи, најдобар е пристапот во кој што имаме значи, прво силна конкуренција да се овозможи помеѓу маркетите, можеби е тоа многу важен елемент. Второ, да се поддржат има начини на кои што ќе се таргетираат и ќе се поддржуваат тие што се социјално најранливи категории. Не можете вие да укинувате маржи на сите основни производи на целата група и прехранбена индустрија, затоа што има луѓе кои што не има проблем да ги платат цените на производите. Има луѓе кои што вистина се загрозени. Најдобар е периодот на Европска унија. Таму се одреди група на производи, се детектира од основните производи, 2 производи млечни, 2 производи пекарски, 2 производи за чистење и така натака, една кошничка, и се детектираше дека таа е социјална кошничка со максимум минимални цени. И тоа беше одлуката која што помага на тие што се социјално најранливи. Бидејќи во дадена ситуација, ако вие на сите производи ги намалувате цените, тогаш удирате врз бизнисот, а при тоа има луѓе кои што апсолутно не има проблем да ги платат и повисоките цени. Мислам дека ме разбирате што алудирам и што сакам да кажам. Да, разбирам. Ние не можеме ни пресметком на кошничка и ве 2 години мислењето на бизнисот дека треба да има таргетирана целна помош кон социјално најранливите категории на луѓе. И цврсто стоиме дека ставот на Европска унија и они како тоа го решава е најдобар и најпрецизен. Дел од проблемите кои ги има бизнисот, вие ја начавте делом на темата. Одговор на дел од проблемите може да биде дигитализацијата. Може ли да сликовито представиме што за една мала фирма во Македонија значи дигитализација? Па вака видете сега, првин треба да се одреди анализа да се направи, има разлика микро, мала или средна фирма, колку е можноста да се направи дигитализација во таа фирма. Бидејќи парцијално дел од дигитализацијата е автоматизација. Нели, во даден дел од компании може да купите некоја машина која што ќе ви замени дел на луѓе, како техничко-технолошко средство кое високо софистицирано, и со таа замена вие да направите продукција, да постигнете на квалитетен стандарден производ многу повеќе, а воедно да ги намалите трошоците по однос на вработени. Тоа е парцијален дел, автоматизација како дел од дигитализација. Некои компании не можат тоа да го направат. Значи, тоа оди индивидуално од компанија до компанија. Средните компании имаат многу повеќе можности. Со самото тоа што ќе инвестираат во софистицирано технички технолошки средства, они ќе добијат голема продуктивност и ќе добијат силна конкурентност. Со тоа ќе им се овозможи извоз. Бидејќи не само тоа, ќе се добие и стандарден производ, бидејќи нели инвестирате во максимум софистицирана техничко-технолошка опрема, добивате стандарди, добивате квалитетен производ, добивате ниска цена. Така да сегментот дигитализација е доста широк и сметаме дека апсолутно тука има огромен простор, тоа се светски трендови кои што веќе се тука и ќе доаѓаат уште посилно. Компаниите ќе имаат голема добивка. Колку компаниите кај нас веќе имплементираат? Во моментов ние сме во почеток. Сите компании кои што имаат поголеми ресурси, способности и капацитети за инвестиции, веќе се инвестираат. Во техничко-технолошки средства. Инвестираат исто така и во капацитетите на луѓето. Дадените компании од сегментите каде што има поголема профитабилност, кои што може да си го дозволат тоа, инвестираат во тоа, односно во reskills и upskills, значи во обука на луѓето, на човечките ресурси, доквалификација, преквалификација,
Така да тоа е процес кој што веќе тече, најлесно оди кај оние што имаат капацитети да го носат тоа. Меѓутоа, тука државата треба според нас да се вмеша Како силно. може да помогне? Дали со обуки, со ваучери, со грантови, со што? Да, може еве комбинација, убаво кажавте, пристап до финансии, грант шеми за дадени инвестиции, нели, за таква техничко-технолошка опрема. Тоа е најефикасниот начин по урнек на Европска унија, нели, каде што има линии од финансии за даден сегмент кај што се инвестира, на тоа добивате на пример 40, 50, 60% грант шема. Од тоа подобра помош не може. Односно нема практично. Постојат значи сет на различни мерки. Ние сметаме дека и сигурни сме во иднина дека тоа ќе се случува. Во моментов немаме суштински разговори, меѓутоа сме ги отвориле овие теми како еден брейнсторминг во таква форма. Пак ќе видиме во иднина. И самото време, и самата околина, нели, и како да кажам, и во Европска унија тоа масовно се случува, ќе не донесе во ситуација за да бидеме конкурентни, да произведуваме и да извезуваме, мораме тоа да го направиме. Да, и ефикасноста и конкурентноста зависат од дигитализацијата, но зависат и од зелената трансформација која ја споменавме. Дали бизнисот ја гледа зелената трансформација како можност за да се модернизира, или само како она што го споменавте претходно, како обврска која што е наметната од Европската унија? Па еве како екземплари, мојата компанија инвестиравме во сопствени и во обновливи извори на енергија, бидејќи сме сериозен потрошувач на електрична енергија, што се покажа веќе добро оваа година. Значи, се движиме во тој процес на кон енергетска независност ние практично. Зелена трансформација почнуваш, меѓутоа доколку сакаш да максимизираш, можеш да отидеш и во енергетска независност, па сите извори на електрична енергија да ти бидат од зелени извори, така наречени, односно од обновливи извори. Исто така, транспортниот логистички елемент е исто така важен, бидејќи возилата кои што се на нафта, нели, кои што се движат, ги заменувате со електрична возила. Тука е и многу важен момент управувањето со отпадот. Исто тоа е сегмент кој што е екстремно важен. Селекцијата на отпадот, тоа треба да се заврши на квалитетен начин, се со цел да се намали емисијата на јаглерод моноксид во атмосферата, односно карбон футпринт отпечатокот да се минимизира. Затоа што самите синџири на снабдување во Европска унија не принудуваат на тоа да оние што соработуваат со Европска унија ќе мора тоа да го направат, инаку ќе излезат од игра, односно нема да влезат во тој синџир на снабдување. Ќе губат можност да учествуваат на европските пазари. Тоа веќе не е нешто што е илузија, односно што чекаме да дојде, тоа веќе се случува до нас. Добро, нас не изгледа малку далечно, затоа што знаете кога гледате како горат депонии, не помислувате дека има компании кои што целосно ги почитуваат стандардите на зелената агенда. Процесите силно се движат, така да апсолутно тоа веќе е тука кај нас присутно и мислам дека само ќе се акцелерира, ќе се убрза и ќе мора да се решаваат работите на тој начин за да бидеме конкурентни. Бидејќи ние нели се стремиме кон либерален капитализам, кон Европска унија, градиме општество кое е засновано на конкурентност. Георгиевски, за крај, ако треба да испратите една порака до владата, до синдикатите, компаниите, што е најважно во следниот период? Стабилни цени, издржлив раст на платите или сериозна поддршка за ваков тип на модернизација на бизнисот? Еден компромис од сите страни, меѓутоа на пиедестал би ги ставил микро, малите и средните компании. Силна поддршка на компаниите. Тоа ќе рефлектира понатака да ќе имаат капацитет да ги зголемуваат платите. Апсолутно сум сигурен во тоа, значи треба да се тргне од таму, а во однос на цените можам да искоментирам дека сме класично на став да пазарот треба да си ги формира цените и треба да се држиме до тоа, бидејќи на крај на денот тоа е најдобар начин и најрелевантен начин за формирање. Секако со контрола за да не се случуваат. Апсолутно, да, државата затоа има регулатор, ги има сите инструменти и алатки кои што може да влијаат на сето тоа. Ви благодарам многу за вечерашното гостување во тема на денот. Благодарам, се надевам дека отворивме убави теми, така.